Сите граѓани што се лекуваат кај приватни специјалисти немаат право на лекови од позитивната листа на фондот. Овој апсурд на грбот на пациентите трае и понатаму, иако квоти и рокови за лековите од позитивната листа веќе нема. Во целата ситуација има иронија, но и голема неправда, зашто станува збор за пациенти кои од една страна редовно плаќаат придонеси, а од друга го кратат редот за мој термин, со што на фондот дополнително му штедат пари. Дека ситуацијата не е ниту праведна, ниту логична, тврди Лилијана Чолакова-Дервишова, председател на Сдруженијето на приватни лекари. Гледате вака, значи сметам дека и ако отиде пациент кај приватен специјалист, и ако даде тој специјалист посоки за која терапија, сметам дека треба фондот да направи измена тука и да терапијата се препише, бидејќи тој е пациент осигуреник на фондот, ме разбирате? Да. Напротив, го штеди ако отиде во приватна, еве во Италија или негде во италијанската или не знам во која ремедика или било каде, значи нема да досаѓа на мој термин, нема да зафаќа термин, но нема два пати да иде за иста работа, но сметам дека нели парите треба да го следат пациентот и сметам дека матичниот доктор би требало да може да му го препише лекот. Оваа состојба за граѓаните е двоен трошок и незаслужено малтретирање. Па ја мислам дека ние треба да се одлучуваме. Ние треба да си бираме. Да, би требало ние да си бираме лекар. Сам да избереш, па да се договориш со него или иначе не бива другчие така. Значи подобро е сами да се одберат. Сами да се одберат поарна, така не држава. Државата ако треба и да те натера и да плакиш. Сами. Поубаво е сами државата како сами се. Кој сакам тај? На секој не се ода, јас па ти тоа. Осигураното лице може да добие лекарска помош, соодветен здравствен третман и лекови само по препорака на лекар во здравствената установа со која фондот има склучено договор. Категорични се од фондот. Ова значи дека праксата државата во наше име да одлучува каде и кај кого ќе се лекуваме со наши пари и понатаму ќе биде присутна, зашто за промена по принципот парите да го следат пациентот, а не обратно, засега на тие што ни ги трошат парите не им се слуша.